Минимално е прекројувањето на државната каса која е во добра состојба. Ова е ставот на власт. Со ребалансот е намалена проекцијата за раст од 3,2 на 2,8%. Задолжувањето останува на истото ниво, а има сериозно кратење на парите предвидени за инфраструктурни проекти. Посочи министерот за финансии Тивдовски, кој пред пратениците го образложи ребалансот на буџетот. Вкупните приходи со измените и дополнување на буџетот на Република Македонија за 2018 година се планирани на ниво од 192,5 милиарди денари, додека вкупните расходи се утврдени во износ од 210,5 милиарди денари. Во овие рамки на планирани приходи и расходи, дефицитот е незначително понизок на 18,1 наспроти иницијално планираните 18,2 милиарди денари. За опозицијата, собарањето за прераспределба на дел од парите само се потврдува, како што велат, економското цунами кое и се случува на Македонија. Кој да е министер, ќе си поднеси оставка, затоа што вие, навистина како министер, не успеавте во овој изминат период не да ја подобрите, туку ја влошивте економијата на Република Македонија. Целокупното цунами кое вие сега го направивте и дојдовме во ваков економски колапс. Затоа што ги запревте сите проекти, затоа што немате проекти. Според опозицијата, прашањето за недомакинското работење на локалната самоуправа е најгорливото, бидејќи со ребалансот ќе се крати од парите за гасоводот на водно, клинички и другите големи капитални проекти, за да им се помогне на општините да се раздолжат, но и да се закрпат дупките во ПИОМ и ФЗОМ. 13.3.2018 Драган Тевдовски, владата ќе земе интервентен кредит од 120 милиони евра за да им помогне на општините. 13.10. Заев најави ребаланс, Тевдовски вијали нема потреба. 17.10. го добиваме во собрание, преко ноќ поминува на влада предлогот за ребаланс на буџетот. Според министерот Тивдовски, наместо ново задолжување, најден е подобар начин за решавање на проблемот. Имаме решение со кое што државата нема да ја задолжуваме, нема да земаме дополнителен кредит, туку со остварениот фискален простор ќе направиме решение со кое што ќе им помогнеме. Вкупно 179 амандмани од ВМРО ДПМН, 6 од УИ и 2 од СДСМ ќе бидат презентирани во наредните 10 дена, колку што се предвидени според деловникот за работа.